A еве како е кога се помага во пандемија. Од 5 до 12 мај традиционално се одбележува меѓународната недела на медицинските сестри и акушерките. И тие го понесоа товарот на здравствената криза предизвикана од пандемијата. Вилјана Кока пренесува приказна како благодарност. Нивното второ име е Ангели. Медицинските сестри први му приоѓаат на болниот, му ја даваат терапијата, дежураат ноќе. Значењето на нивната благородна мисија дојде до израз кога пандемијата на COVID-19 го фрли на колена глобалниот здравствен систем. Стотици се заразија, некои починаа, но одново се во првите редови. Сестрите се на своите работни места во здравствениот дом што го посетивме. Ни раскажаа дека се почнува од матичните лекари. Тоа е местото каде што се соочуваат со непредвидените ситуации. Имавме случај со пациентка која што дојде со упат, зошто сте пратени, како сте пратени, дали сте биле во контакт со заболен од ковид, каде сте престојувале. Со сите прашања пациентката само рече: добре, јас ќе одам да си ги земам резултатите од матичната и не се врати. Тоа беше, мислам, пациент што веројатно се исплаши. После во систем кога проверивме, таа беше од Струга и свативме дека можеби била во контакт со некој заболен. Во ковид болниците сестрите и храброста се на истата страна. Опремени се комплетно со скафандери, визери, ракавици на очари. Нивните очи се првите кои го гледаат заболениот. Нашата соговорничка сестра Џаровска од Центарот за диализа со искуство повеќе од 30 години. Вели: се плашев кога првпат се доближив до заболен, но бев свесна дека само јас сум таа што треба да му дадам терапија и да му помогнам. Има моменти кога правиме изолација на суспектни пациенти и плюс диализираме пациенти каде што знаеме дека се ковид позитивни од цела Македонија и тие се нели лоцирани на друго место и првиот момент кога се соочивме со ковид позитивен, значи се плашевме. Меѓутоа, тој страф од кога ќе се соблечеш, од кога нели ќе се измиеш и ова мораш да го спуштиш, да одиш кај твоите дома, да бидеш насмеан, да им даваш поддршка на сите околу тебе и најмногу на семејството. Медицинските сестри ја носат со себе радоста кога некој оздравел, но и тагата доколку е спротивен случајот. Пред се ја носат хуманоста. Апелот што го прави Светската здравствена организација кон сите влади во државите низ целиот свет е да се вложува во сестринството, затоа што сестрите се работниот столб во едно здравство. Светската здравствена организација апелира да сестрите бидат вклучени во креирањето на здравствената политика. Исцрпеноста е нивниот непријател. Затоа порачуваат властите да вложат во сестринството за да се создаваат кадри кои ќе останат во земјата, за да нема недостиг од што страда целокупното здравство.